Во ова издание, од денес афганистанските сили задолжени за безбедноста во земјата. Обама ги брани програмите за шпионирање како законски. НАСА избра нови астронаути, ќе го поплачат патот за мисиите до астероид и до Марс. Кој да е вашиот јазик, ќе го најдете во Њујорк. Добро вечер, ова е ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски јазик, а со вас во наредните 10 минути ќе биде Јулија Велковска. Афганистанските сили ќе раководат со сите безбедносни операции, рече председателот Хамид Карзаи на церемонијата во предградие на Кабул, со која и формално војниците на оваа земја ја презеда врската од силите на меѓународната коалиција. Ова представува важен пресвртен настан во 12 годишната војна во Авганистан. Генералниот секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен пак рече дека главниот напор на меѓународната војна алијанса сега ќе биде пренасочување од борбени активности во поддршка. Карзаи најави дека ќе испрати представници во Катар во обид да започне мировни разговори со Талибан. Учесниците на самитот на групата 8 во Северна Ирска се согласија да прекинат да плаќаат откуп на терористи кои држат заложници, но не успеа да најдат консензус како да се стави крај на двегодишниот судир во Сирија. На самитот беше очигледно дека за Сирија постои голема разлика меѓу рускиот председател Путин и другите учесници. Лидерите на 8 економски најразвиени земји во светот се договорија и да се борат против појавата на избегнување на данок и да осигураат дека мултинационалните компании не ќе можат да го кријат профитот во странство. Председателот Барак Обама ги бранеше владините програми за шпионирање, истовремено истакнувајќи дека е свесен за големата загриженост дека тие го кршат правото на приватност на американците. Во интервју за ТВ мрежата PBS, Обама потенцираше дека програмите на Агенцијата за национална безбедност се во рамки на законите и дека не значат прислушкување на телефонските разговори и читање на електронската пошта на американците, освен доколку не постои судско одобрение поради сомнение за терористичка активност. НАСА одбра 8 астронаути, прва нова група во последниве 4 години. Половина од нив се жени, што е највисок процент на застапеност во една група на Американската вселенска агенција. Управникот на НАСА, Чарлс Болден, рече дека новите астронаути ќе ги удрат темелите на идните мисии до астероид и до Марс во наредните децении. Соединетите американски држави велат дека се за понудата на Северна Кореја за директни разговори, но само откако официјален Пјонгјанг ќе направи конкретни чекори да ја запре својата програма за нуклеарно оружје. Деталите од нашиот известувач од Стейт Департментот Скот Стевенс. Северна Кореја понуди директни разговори за отстранување на напнатоста на Корејскиот полуостров. САД возвратија дека земјата најпрво мора да ги исполни своите меѓународни обврски. Северна Кореја мора да се вклучи во автентични и кредибилни преговори од кои ќе произлезат конкретни акции за отстранување на нуклеарното оружје. За сега нема напредок на тоа поле. Се уште нема докази и чекаме на тоа. Северна Кореја вели дека не треба да се ставаат предуслови и дека треба да се разговара и за поширока денуклеаризација, како во Јужна Кореја, например. Јужнокорејскиот министер за обединување на полуостровот, Џу Кил Дже, смета дека Северна Кореја со нетрпение очекува разговори со САД. 역시 이런 표현이 있어야만이 На Северна Кореја беше потребен зборот денуклеаризација, за да дојдат со САД на преговарачка маса. Аналитичарот од Институтот American Enterprise, Майкл Ослин пак смета дека разговорите за денуклеаризација се губење време. Let's recognize North Korea as a nuclear power. I mean, they are a nuclear power. They're not going backwards. Да признаеме, Северна Кореја е нуклеарна сила. Нема достапи од тоа, само ќе се усовршува. Еден ден ќе има повеќе оружје. Не ја воочуваме реалноста. Американскиот председател Барак Обама се надева дека неговиот кинески колега Ши Џинпинг ќе помогне во враќањето на Северна Кореја на преговарачката маса. Разговорите меѓу Северна и Јужна Кореја пропаднаа минатата недела. Оваа седмица севернокорејски и кинески лица се заќаваат во Пекинг, додека американски, јапонски и јужнокорејски представници ќе бидат на разговори во Вашингтон. Јавните паркови и игралиштата деновиве често на насловните страници како искра што го започна протестот во Турција. Очигледно многу им значат на жителите, па сепак зелените оази во урбаните џунгли за жал се реткост во многу градови. Во САД организации и волонтери се обидуваат да го сменат тоа. Велат одзеленило никогаш доста. Прилогот е на Майкл О. Саливан.
Во ова средно училиште во општината Гардена во Лос Анџелес неколку стотици доброволци градат детски игралишта, разбавувајќи ги со цвеќиња и грмушки. Секому му треба место за играње, без оглед на возраста. Тука децата се соочуваат во пракса со она што им се предава во училница. Ново реновираниот природонаучен музеј во Лос Анџелес започна да нуди дел од изложбите на отворено. Децата учат за инсекти, птици, пеперутки на локација што своевремено беше паркиралиште, а сега парк. You can enjoy the gardens. Ем уживате во градините, ем ке научите нешто ново. Лос Анџелес заостанува зад Минеаполис, Њујорк и Сан Франциско кога станува збор за јавни паркови и зеленило, според анкетата на непрофитната фондација за јавно земјиште. Джоди Ди Лейни од фондацијата вели дека површините на отворено се особено битни за децата. Многумина од нив минуваат 1% од времето во паркови, а 27% гледајќи телевизија. Хуманитарната организација Кабум стои зад ова ново училишно игралиште во Гардена, а веќе има изградено стотици широм сад. Вон Сигмон од Кармакс, компанија што продава користени автомобили, успел да собере 170 доброволци за проектот. Ова е најдобро место за свеж воздух, за физичка активност. Вели колегите од неговата компанија веќе ветиле дека ќе изградат нови 30 игралишта. Њујорк, градот што никогаш не спие, дом на преку 8 милиони жители. Големото јаболко се гордее со разновидност. Ресторани од најразлични кујни на светот, уметници од секој континент, а лингвистите велат на улиците може да чуете 800 различни јазици и дијалекти. Колегата Рамон Тейлор се прошета со камерата долош и попреку, како што го нарекуваат главниот град на светот. Со стотици јазици и дијалекти од цел свет, само неколку градови се разновидни, онака како што е Њујорк. Њујорк е главен град на светот, каде живееме во мир. Ернесто Ариас, родом од Боливија, вели во градот не се губи традицијата на мајчиниот јазик. Има многу луѓе од секакво потекло, така што може да чуете најразлични јазици и дијалекти. Според пописот од 2010, 51% од њујоркчани говорат само англиски. Останатите, 49%, стотици други јазици. За многумина жители не е за изненадување што втор најупотребуван јазик во Њујорк е шпанскиот. 25% од населението од латиноамериканско потекло. Космополитски град. Се собираат луѓе од цел свет. Слушате разни јазици, во лифтовите, на улица, во продавница. Не сум сигурна дека се 800, но сите звучат различно. Историски Њујорк беше портата во САД што им посакуваше добре дојде на имигрантите, а оттаму и неофицијалната почест, главен град на светот. Сите места на светот се представени тука, барем од Латинска Америка има многу. Теоријата за толку многу јазици ја проверивме во пракса. Побаравме луѓето да ни кажат го гледате Гласот на Америка на англиски, We're watching The Voice of America. на унгарски, на руски, Ја слушај Голос Америке. на француски, Écoute la voix des Amériques. на хинду, मैं वॉइस ऑफ अमेरिका से बात कर на арапски, на виетнамски Tôi đang nghe đài tiếng nói. и на шпански. Escuchando la voz de América. Утре во Ньюсфлеш, градчето на Супермен. Како најновиот филм за суперхеројот предизвика туристички бум во местото што се до вчера тешко се наоѓаше на карта. Гледате во наредната емисија. Го гледавте Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Јулија Велковска од студиото во Вашингтон. Дружете се со нас и по емисијата за повеќе содржини на Гласот на Америка. Посетете нашата интернет страница glasnaamerika.com. Станете наш пријател на Facebook, а следете ни на Twitter. Благодарам на мнението, имате пријатна вечер и гледајте ни утре. The Vice President of Creative Development is in charge of the creation of all media rides and attractions at a theme park from concept through opening day.
Terry Koo earned a Bachelor of Arts in Finance with a major in Math and a minor in Art Theater. Mr. Koo has over 25 years' experience in creating attractions, including The Amazing Adventures of Spider-Man and Sesame Street 4D movie magic for Universal Resorts worldwide. I'm here with Terry Koo, the Vice President of Creative Development for Universal Parks and Resorts. We're going to take a behind-the-scenes look at how he brought the Wizarding World of Harry Potter to life.